Лебот и бурекот од утре поскапуваат за 5 денари. Лебот ќе се продава по 35 денари, а бурекот ќе чини од 60 до 80 денари. Штипските пекари велат дека морале да ги зголемат цените поради новите поскапувања. Како главни причини ги наведуваат повисоките цени на енергенсите, струјата и другите давачки. Велат дека растат и трошоците за материјали и пакувања, па по поскапувањето било неизбежно. Согласно ситуацијата, во Штип од утре бурек со месо и јогурт ќе чини 110 денари, пица, бурек и јогурт 100 денари, а 90 денари бурек со сирење и јогурт. Ние ќе го покачаме левот за 5 денари, како што слушам и другите исто така. Од 3 до 5 денари, значи ќе биде поскапувањето. На пецивата исто така од 3 до 5 денари. Знаеме дека во последното време нафтата се покачи, енергенците се покачија и со оглед на тоа и се покачија и репроматеријалите. Веќе имаме најава дека пакувањата ќе поскапат, бидејќи пакувањата, односно најлонските пакувања се претежно производ од нафтата, исто така енормно ќе поскапат, така да кога ги потрошиме за лихите секако ќе ги добиеме по нова цена и тие истите. Што се однесува за пецивата, мислам дека на ниво на Република Македонија е меѓу најевтините. Значи 90 денари ќе кошта една четвртина и еден јогурт, односно еден македонски доручок, да кажем, бидејќи тоа е меѓу бурекот и јогуртот е меѓу омилените доручоци на македонци. Пица бурек е секако со 10 денари поскапо од бурекот со сирење. Значи некаде да кажам вака до 100 денари. Бурекот со месо е исто така веќе одамна поскапнат. Тие што го прават, значи некаде ќе дојде до 100 денари, 110 денари максимум. За сега нема покачување на цената на јогуртот, додаваат пекарите, посочувајќи дека ситуацијата будно се следи. Истиот го продаваат до 30 денари. За сега јогуртот немаме покачување на јогуртот, бидејќи од добавувачите не сме добиле нови цени. Да, тоа ќе видиме потоа, не знам што да кажам. Кај нас остануваат цените исти на јогуртот, ќе видиме како ќе биде понатаму. Инаку и граѓаните на терен тврдат дека секојдневно се зголемуваат цените и во маркетите, но и во рестораните. Ова според нив исто се должи на зголемените цени на нафтата и нафтените деривати.